Прво, честитки до екипа на Пелистер, стварно за борбената игра, честитки до публиката, стварно 60 минути радосни сме што конечно на многу пати кажувам дека конечно публика да се врати назад и стварно тоа е добро. Мислам дека сите свесни бевме и сите верувавме во победа и таа цел ни беше тука кога дојдовме вчера. Вечерта кога игравме карти во хотел, само тоа беше во мислите, само победа, друг збор не изговоривме и верувавме сите како екипа и тоа го остваривме на терен. Потешко беше да се игра во Скопје или во Битола? Во Скопје. Сменивте одбраната за разлика од Скопје, игравте со 5-1. Колку тоа мислите дека ги изненади противниците, колку вашата игра се подобри во однос на онаа во Скопје? Па реално, гледајќи прошлата година утакмиците дека со 5-1 одбрана ја освоивме титулата, мислам дека можеби грешка беше тоа во Скопје што не доигравме, меѓутоа после анализата видовме дека слаба точка можеби е тоа на Еврофарм Пелистер, а ние одигравме маестрално. Да го пофалам Борко Ристовски, да го пофалам Куни Моралеш, кој во одлучувачки моменти едниот бранеше, другиот постигнуваше голови и мислам дека тука беше клучнот на надпреварот. Пелистер не очекуваше таков отпор од нас, мислеа дека ќе биде малце полесно, меѓутоа како што кажав, во мислите имавме само победа и ништо друго. Остануваат уште 3 надпревари до крај на првенството, сите мора да ги победите. Коментар за тоа што не очекува во наредниот месец? Нема опуштање, одиме вечерва, може ќе се прослави, меѓутоа не чека пат. Стигаме утре, имаме слободен ден да се одмориме. Вторник продолжуваме, се спремаме за домашно првенство, тие 3 утакмици со екипата на Еврофарм дома, Бутел во гости, Тиквеш дома и купат што ни преостанува, така да фокусирани сме до крај. Имаме уште 5 утакмици, се надевам, пошто играме полуфинале, така да одиме со една цела, тоа освојување на титула и се надевам и освојување на купата.